Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е колегата Мирча Адамчевски, новинар. Со него ќе разговараме за ова што се случува на геополитичка сцена, настаните кои го преокупираат светот во последните години. Тоа е војната во Украина која не престанува, но и геополитичките односи помеѓу Европа, Соединетите американски држави, Русија, Кина. После доаѓањето на американскиот претседател Доналд Трамп во Соединетите американски држави, тој се обидува да воведе еден нов пристап, една нова политика. И во таа политика, во тој пристап, еден од најглавните сојузници му беше Елон Маск, американски милиардер кој ја финансираше неговата кампања, па беше ставен за таа служба за владина ефикасност, нели таму, но сето тоа некако брзо пукна, ајде да речеме. Дојде до еден не толку пријатен развод помеѓу нив двајцата во односите. Па еве сега како гледате на тоа помеѓу караницата на Трамп и Маск и како сето тоа ќе влијае врз понатамошното претседателствување на Трамп? Рековте за развод, рано е до развод. Според она што доаѓа од Америка, работите одат кон помирување, значи целата тензија веќе на надолна линија се симиња. Видовме дека Илон Маск ги повлече своите навреди од твитоите кои што беа насочени кон Трамп. Трамп исто така се повлекува за некои навреди, да речем за дрогирањето на Маск. Веќе се бели дека не е сигурен дека е така, смета дека немало такви работи во Белата куќа, така што двајцата видоа дека тешко е да се борат еден со друг кога се многу исповрзани. Споменавте дека тој ја финансираше неговата кампања, Илон Маск, кампањата на Трамп, тоа според некои проценки се $250 милиони, значи не е мала сума, и Маск тоа му каже и на Трамп, но со држава нема водење кавга. Значи државата е битна и Маск тоа го осети, затоа што почна да му се заканува дека ќе му се вмеша државата во бизнисите, ќе му преземе некои определени бизниси, дека некои тендери што ги добил ќе му ги укине, а веќе тоа станува збор и за материјални интереси кои што се многу големи. И мислам дека тоа беа и причините кои што доведоа до водење на работи кон помирување. Но што покажува сега ова? Што покажува ова? Ова покажува дека спрегата меѓу бизнисот и политиката е многу опасна. Е многу опасна и дека доаѓаат моменти кога бизнисот ќе сака да диктира политиката на државата. Овдека поводот за ова кавга беше законот за даноци кој што го донесе Трамп, за кој што Маск сметаше дека е лош во прв ред за неговиот бизнис, а наводно и за задолжувањето на Америка. Значи на Америка ќе имал многу големи нови долгови, додека Трамп викаше дека тоа е идеален закон. Значи кога се судрија интересите, веќе дојде и до наплив на големи кавги, големи стресови, па и внатре во Америка, и во државата поделби, во републиканската тело дојде до поделби, во Белата куќа дојде до поделби, но главниот е Трамп. Ова зашто го кажам? Ова кажам, се пренесам сега во други држави, значи секаде, па и кај нас во нашава држава. Ако дозволи државата да учествува или партијата, некоја партија, да учествува бизнисот во нејзина победа, да речеме, тогаш нормално таа држава ќе мора да му одговори на бизнисот. Ќе мора да му дозволи некои закони. Еве конкретно кај нас, можеме да го кажеме примерот со законот, кривичниот закон за намалување таму што беше направен за годините за застарување на за казните, да. За казните. За служба. Се после сега пишма себе, нема што пишма да се. Лоби групите на бизнисмените кои што требаше додат на суд,
изјаснува преку партиите да се донесе таков закон и да застане сите казни. Значи, поентата ми е дека е многу опасна спрегата на бизнисот со политиката. Таа е неминовна, но мора да постои една граница која што нема да дозволи да се случува такво нешто. И еви ќе се навратам на некои филмови со Джеймс Бонд, кога има таму еден човек кој што се многу богати, па кој што се закануваат на планетата, па ги уценуваат државите, значи сето тоа е опасна работа и мора да се води сметка. А во крајна линија па државата е најсилна и се види тоа и во Америка сега, кога му се заканија на Маск и Маск мораше да се повлекува, па дури и неговиот татко деновиве изјави дека Трамп е во право, а неговиот татко, мислам, има големо влијание врз Маск. Така што, мислам дека, как бидејќи да работите надолна линија, ќе дојде до помирување, но ќе се продолжат после да работат. Маск ќе биде трнат настрана, како што го трна. Веќе не е во таа дога, што беше организација да ги среди сметките внатре во администрацијата и ќе се посвети на својот бизнис. Веројатно нема толку и да притиска врз закони кои што треба да се донесуваат. Тој ќе лобира, меѓутоа прашање е кога и колку. Да, таму Newsweek ми се чини објави, бидејќи имаше неколку инсайдерски објави од Newsweek, од New York Times, од Washington Post, објави дека имало и физички судир помеѓу Елон Маск и секретарот и Бесент. И Бесент, каде што Бесент го удрил, имало и навреди. Се сеќаваме дека првите знаци на некаков, ајде да не речеме, не судир, туку нарушување на односите беа кога Маск почна премногу да се меша во работи кои не се негова надлежност. Тој едноставно, веројатно, почувствува преголема слобода во однос на Трамп, па на моменти се однесуваше и несоодветно, колку со детето дојде кај Трамп или кога сакал да присуствува на брифинг за Кина кој бил од заштитена природа, доверлива природа, па самиот Трамп кажал што бара Маск таму, нека излезе и така натаму. Се чини дека можеби и американскиот претседател од самиот почеток сгреши во пристапот со Маск, бидејќи Трамп навистина има еден таков нестандарден однос кон работите, така се однесува малку шоуменски, малку претседателски, но сепак ми се чини дека со Маск смени пред се во тоа дека требал на време да му покаже каде му е местото. Па, за да му покажеш каде му е местото, тоа треба да го направиш веднаш после инаугурацијата, после стапувањето во претседателската функција. Меѓутоа, да не забораваме, парите беа многу големи пари. Трамп стана претседател благодарение и на парите на Маск. И нормално нешто веројатно имало ветување, ќе те земам во кабинетот, ќе те земам, ќе ти дадам ова да работи, ќе дадам она, ти си паметен, ти си ова, ти си она, ти си богат. Така да Трамп и така ги водеше и другите назначувања што беа многумина се чудеа, да речеме и за државниот секретар за одбрана, државниот секретар ајде за надворешни работи, за Рубио не се чудеа, ама и за други имаше. За здравство, Роберт Кенеди. Многу имаше, па и Кенеди беше директно договор, Кенеди да не се кандидира за претседател, да не повлече гласови код него, да не повлече гласови од Трамп, него ќе те ставам тоа и тоа, ќе видиш за здравство. Така да се све се тоа компромиси кои што Трамп ги направи. Сега со Маск тоа што го направи, така излега работите од контрола, но излега од контрола во моментот кога интересите им беа погодени. И нениот као претседател дека донел таков закон, и на Маск како бизнисмен кој што ќе ги почувствуваше последиците од тој закон. До тогаш немаше проблем. Маск не го сака, беше многу груп во својата активност, во своите работи, многу него и демократите, па и некои републиканци не го сака, па полека вика дека тој не е избран, не е како тоа може да работи. Но
Трамп го тргна на страна, го повлече на страна да работи. Остана трагата што ја остае Маск. И сега ја спомнав ти кавгата со Бесен. Тоа е она што ви го кажав на почетокот, поделбата внатре во председателовата администрација. Значи, кавгата меѓу Трамп и Маск доведе до поделба во администрацијата. Бесен е министер за финансии. Значи, тој стои зад предлогот за законот. Важна личност, во Трамповата администрација, да. Нормално. Висока позиција. Така да и кавгата што била нормално, пак сигурно Маск не бил задоволен од законот што го предложил. Бесен веројатно во ходникот му префрлил нешто, му забележал, па го турнал, па овој му вратил. Така што сето тоа тоа е Америка. Мислам, во Америка тоа е, може би за нас е неприфатливо, но во Европа такви работи, но во Америка не е за чудење. Да. Во однос на војната во Украина, таму последните случувања се, ајде да речеме, обидот, јас би кажал обид за преговори помеѓу Русија и Украина во Истанбул, кој засега не гледаме некаков битен исчекор, освен тие договори за размена на заробеници и за размена на мртви, но и украинската акција против руските аеродроми, која беше направена еден ден пред преговорите во Истанбул, со, не знам, вие ќе кажете каква порака, што е целта. И тука сме каде што сме, отприлика на исто место каде и пред да почнат преговорите. Значи, преговорите се водат под притисок на Америка. Тоа е, на сите им е јасно. Мислам, да не е Америка, ќе нема преговори. Украинци сака да се повлечат, Русија ви кажа ќе дојдеме тогаш на преговори. Украинци не сака и за првите кои беа преговори, меѓутоа се јави Марко Рубио да идете на 2 јуни тамо кога беше, да идете на преговори. И претходно кои беа преговори. Така што, значи, на преговори инсистира Америка. Влогот во преговорите е многу голем и го знаеме ставот на Русија каков е, значи скоро како ултиматум, го знаеме ставот на Украина, кој што е отфрлање на се и се што е предлог руски. Значи имаме два спротивставени става кои што треба да донесат некаков договор, а во меѓувреме колку да има преговори, па се договараат ај ќе размениме затвореници толку, ај ќе за размениме ова, значи за да се одржуваат преговорите. Рековте, го спомнавте нападот на руските аеродроми со стратешките бомбардери. И тоа еден ден пред преговорите. Тоа беше провокација која што изненадување беше за Русија. Уништија 10 на 12, 13 авиони, меѓутоа еве гледаме сето тоа последиците кои се на таа провокација. Значи еден ден пред преговори ти да провоцираш на тој начин, а да не заборавиме дека имаше и поставено кревање во воздух на пруга каде што проаѓа патнички воз, при што загинуваат патници. Значи тие две провокации беа повод Трамп да му се јави на Путин околу наводниот одговор на Путин и самиот Трамп рече дека Путин ќе одговори. Како и да ќе одговори. И се беше прашањето како ќе биде одговорот. Првите напади што беа од Русија, првите одговори воени, беа за наводно за возот што беше уништени, загинатите патници, а вториот одговор кој што следеше и кој што го најавија дека нема Русија да застане, еве го вчера во Украина, веројатно нема да престане, тоа е одговорот за нападот на аеродрома. Се ја не знам како до каде ќе со тие напади, меѓутоа да не забравиме, па меѓу време и Украина бомбардира, вчера бомбардираше некој голем објект индустријски нафтен комбинат, денеска пак бомбардира, така што ќе продолжат тие Која беше целта на нападот, бидејќи има неколку тези. Една теза е дека нели она мантра, да речеме, кога преговараш, мора да преговараш од позиција на сила.
не од позиција на послаба страна. Друга е она што некои велат, тоа беше очигледен обид за минирање на преговорите, бидејќи ако ти направиш таков напад еден ден пред преговорите, што има утре ден да преговараш, нели? Што беше целта на тој напад, бидејќи очигледно дека беше темпиран ден пред преговорите, дека некој сакал нешто да постигне со тоа. А има и трета теза, дека постојат сили во светот, ајде да речеме, лоцирани, па и можеби и во Америка, и во Европа, и во Украина, па можеби и во Русија, кои не сакаат баш војната да престане. Дека тоа е направено така за да се продолжи. Мислам, можеме ние да спекулираме, но можеме и да анализираме. Јас според она што според моје сознание, она што го читам, што го следам, значи првата грешка на Украина е што наводно година и пол се подготвувала за нападот и што еве тој ден решила пред преговорите. Значи ако си се подготвила година и пол, ти си можел и месец дена порано или месец дена подоцна тој напад да го извршиш. Очигледна е намера. Значи намера и провокација. И сега ние не анализираме намерата, зошто? Значи намера и провокација. Меѓутоа грешката што е? Значи станува збор за стратешки авиони кои што со договор стари меѓу Америка и Русија треба да бидат видливи, да може американците и русите да ги гледаат нивните авиони, американците да ги гледаат стратешките бомбардери на русите. Русија го суспендираше овој договор, но не се откажа од него. Значи не го раскина, се го суспендираше, но и ги остави авионите да бидат да се гледаат. Исто и Америка ги има оставено и таа не ги има. Сега опасноста што е? Значи тука и Америка, веќе во Америка реагираат, па и во Европа, некои држави, дека потегот на Зеленски може да доведе и до Трета светска војна, до нуклеарна сила, затоа што руската стратегија за користење на нуклеарно оружје вика ако бидат, значи ќе одговориме со нуклеарно оружје, ако бидат нападни нашите стратешки, не знам, радари за што се за откривање на балистички проектили, ако бидат нашите стратешки воени цели и така натаму ако бидат нападнати или ако биде нападната нашата територија. Значи во такви случаи вика Русија ние вика ќе одговориме. Меѓутоа Русија и покрај провокацијата вечерта дента што беше, таа дојде другиот ден на преговори. Веројатно се чувствува моќна, не се откажа од можеби друг да беше, ќе речеше не преговарам на оваа провокацијата ако успе. Овие не се откажаа русите и отидоа на Но мислите ли мислите ли дека нападот беше обид да се минираат преговорите или нешто друго? Тоа не бе да се покаже сила, да се покаже пред Америка, притиснете Русија, гледате ние колку сме моćни, колку сме силни, ние можеме Русија, вие само дајте ни пари, дајте ни оружје, ние мислите дека тоа е пораката? Па пораката е тоа, како рековте вие, еве силни девек од позиција на сила. А не всушност и тоа не е, мислам. А добро, мислите ли дека во поглед на тоа, еве сега Медински, рускиот преговарач, баш вчера ја видов изјавата, вели дека нема смисла да се продолжи со преговорите, нема што да се преговара, треба да се примени стратегијата на спалена земја, да се удри со орешник врз Киев и Харков. Добро, такви изјави ќе имаме, такви изјави ќе има. Тој е сепак главен преговарач на Русија. Па главен преговарач на Русија е нормално. Тој вчера и ги кажа и деталите од она што разговарале 2022 година. Значи се договориле практично се и се што 2022 година во февруари влезе Русија, значи во март, во април беше договор да се прекине со војната, Украина да даде некои определени отстапки, се разбира че се останеше во овие граници кои што тогаш беа, значи со сите и ќе освен Крим, ќе мораше да го даде само Крим, но знаеме, дојдоа тогаш Борис Џонсон дојде во Украина, дошол и Ентони Блинкен и државниот секретар Остин за одбрана. Тој во тој период дошол во Киев, тоа значи според информации од вчера што беа кажани, значи дошло во Киев и Киев после две недели молк вика не, ние не се согласуваме со тој договор, нацрт договор што го постигнавме, продолжуваме со војната. Тука е, мислам, големата грешка на Украина, а Русија сега во моментов гледаме полека, по 100 метра, по километар, по 5 километри дневно напредува, веќе влезе во Харковската област, веќе влезе
вчера во Днепропетровската област, така што во Сумската област е навлезена, украинците веќе не напаѓаат, веќе се во подредена положба и сега Русија настапува од позиција на сила и таа сака да поставува ултиматуми. Значи, ако него, како беше речено, ако него прифатите това што ви го нудиме, да признаете 4 нови територии да бидат руски, тогаш утре ќе стане збор за 6 или за 7 територии. Значи, тоа е Да, Русија води притисокот. класична стратегија на исцрпување, каде што се обидува да го исцрпи Меѓутоа, противникот. тоа е опасно и за Русија. Исцрпувањето и за Русија, да не забораваме дека е многу опасно и за Русија исцрпувањето, затоа што таа колку и да има пари, да, е произведе повеќе оружје, има повеќе луѓе, може да мобилизира, меѓутоа последиците за Русија ќе бидат многу поголеми. А во крајна линија, па сега вие на почетокот рековте ќе прозбориме и за она што се вооружува Европа и така. Да, сакам само уште едно прашање во однос на ова, бидејќи тоа е интересно. Мислите ли дека е навистина точно дека американците не знаеле за нападот? Бидејќи тука има две тези. Едната е тоа што го велат, не знаевме, изненадени сме овона, и Трамп нели рече јас знаев дека русите веднаш ќе вратат, кога видов и така натаму, но има и друга вела дека Трамп глуми, дека не може да не знаеле, дека тоа е уиграна шема. Не, има и трета верзија, дека всушност се уште во Америка има тој останато дел од тој Deep State, кој што наводно не го информира председателот, но Да, има и тоа. Да, меѓутоа Тоа отприлика го кажа Лавров меѓу редови вчера, рече. Не апла, ама го може би да се рече види. некои знаат, но рече британците сигурно се умешани. Затоа што треба да знаеме дека има американски инструктори, британски, француски, кои што работат во Киев, во Украина. Да, тоа и не е тајна. Не е тајна, сите знаат дека и тие може би ги подготвувале сите овие работи, и го подготвувале ударот, меѓутоа никој председател, Трамп барем рече, јас не знаев. Да. А британците нити потврдуваат, нити демонтираат. Значи, така да Британија веројатно, меѓутоа учествувала во тоа, но знаете што, за се треба да има доказ. Без докази ние можеме да обвинуваме за ова, меѓутоа дајте да ги видиме доказите. Да. Добро, во однос на Европа, тој голем план за вооружување на Европа, 800 милиарди, 1000 милиарди, кој го најави фон дер Лајен, гледаме дека, рече се секој ден слушаме разни изјави. Вчера генералниот секретар на НАТО рече дека НАТО треба за 400% да ги изголеми средствата за противвоздушна одбрана. Секој ден се овие, не можеме да ги стигнеме сите изјави кои доаѓаат и очигледно е дека Европа оди во тој правец. Но сега тука има две различни тези, ајде да речеме. Едната е која исто така вчера ја артикулираше унгарскиот премиер Орбан, кој вели, јас не верувам дека Русија е закана за НАТО, бидејќи вели Русија е слаба. Русија вели не може ни Украина да ја победи, а камоли НАТО. Тие закани се претерани. Од друга страна, сите овие што ги слушаме, фон дер Лајен и сите други, кои велат дека Русија, не знам, за 5 години, за 10 години, ќе може да ја нападне Европа и така натаму. Значи, да почнеме од во Руте, што го кажа вчера тоа, дека треба да се зголеми 400%, значи тоа е од околу 2% што одвојува за одбрана, сега да дојде до 5%, значи тоа е неколкократно зголемување и за воздушната одбрана и за друго. Значи, тоа значи дека Руте е приврзаник на партијата на војна во Европа. Значи, и во Европа имате поделна партија на војна, како во Русија, што има многумина во Русија, вика, дајте, Медински вчера го спомнавте, рекол, дај орешник или тактичко нуклеарно оружје, мислам, не знам дали рекол така, за орешникот, да, меѓутоа, има други кои што вика, дај тактичка на бомба нуклеарна да фрлиме во Украина да завршиме работа. Значи, има и таму сили кои што се настроени многу воено. И нормално тоа го имаме и во Европа. Во Европа на воената партија се Британија, Полска и НАТО нормално. НАТО, а Европската унија последниве години стана политичката сила на НАТО. Мислам, ако има тие и парламент, се собира и парламентот на представници на парламентите на членките на НАТО, но главна сега политичка поддршка дава Европската унија на НАТО и таа практично не е одделив дел од алијансата.
И има луѓе кои што велат и фон дер Лајен и други дека еве и Руте дека до 30 година Русија ќе биде подготвена да ја нападне Европа. Па не може Русија да ја нападне Европа затоа што Русија ако води војна до 30 година со Украина, таа ќе биде толку исцрпена, воена исцрпена, материјално исцрпена, да ќе биде прегазена за 24 часа. Втора работа, НАТО е алијанса огромна, со огромна моќ, со огромна сила, на нејзино чело се уште е Америка. Така што Русија не може да влезе во конфронтација со НАТО, затоа што таа војна ќе ја изгуби. И таа е свесна дека таква војна ќе ја изгуби, но Русија може да направи обиди за тактички обиди, да речеме во Балтикот, во Латвија конкретно или во Естонија, да побара признавање на човековите права на рускојазичното население во тие две држави. Значи може некаков политички ултиматум да постави, да им се вратат правата на тие луѓе, затоа што за нив тие сочинуваат некаде 1/3, некаде можеби и повеќе од населението во тие држави, но забрането е зборување официјално и во парламентот руски, само да речеме латвиски. Вчера имаше скандал, еден русин кој што е пратеник во парламентот, на крајот се изрази на руски јазик, а стануваше збор за некаков закон, за пак со кој што уште повеќе ќе се потиснат русите во Латвија. Така што и еве го човекот сега ќе го ставаат на тапет. Така да кажам, може би Русија после завршувањето на војната во Украина да се обиде во Латвија и во Естонија. Некои викаат Литванија, оне коридорот што е меѓу Полска и меѓу Белорусија, да влезат во Литванија, сувалки, да, меѓутоа не ми се многу тешко, затоа што таму, да, постои коридор, но тука е птен критична, тука е Полска, која што станува се поголема воена сила, може би ќе стане утре други поголема воена сила и од Германија, со оглед на тоа што колку пари вложува во вооружување. И претпоставувам дека ќе барат русите нешто во тие две држави и сега колку таму ќе се попушти или нема да се попушти, дали ќе има пак некакво користење на оружје или нешто ново или некаков внатрешен отпор, тоа можеме само да го претпоставуваме, не можеме да го кажеме. А сето ова па што го прави Европа, што се вооружува, знаете што, тоа како во театарот, кога во првиот чин ќе видите некој оружје на сцена, во последниот чин тоа оружје ќе се искористи. Така може и ова вооружување на Европа, што е сегашно, односно и на НАТО, да се користи против Русија. Значи, да се преземат конкретни акции. Дали ќе биде тоа по пат на некаква провокација или по пат на нешто друго, може и Европа се подготвува за војна со Русија. Тоа е една од можностите, од тезите се разбира. Има и една друга, дека на некој начин тоа е едно големо воено-индустријско лоби кој стои зад многу земји, кој е присутно во многу земји, многу е силно и тоа не е тајна, дека наметнува еден вид на една нова, да речеме, студена војна. А студената војна знаеме дека не беше само студена војна, туку и трка во вооружување помеѓу Советскиот сојуз и Западот, каде што и на таков начин се обидуваат светските блокови. Едно е воено-индустријското лоби да заработи пари, многу се разбира, но друго е и да се исцрпи противникот економски. Дека на некој начин на Русија се наметнува една нова студена војна во која наместо Русија да се развива економски, да развива наука и така натаму, ќе мора да вложува во оружје, да се наоружува. А знаеме дека војните, директни војни помеѓу Русија и Европската унија, да речеме, или помеѓу Русија и НАТО, тоа е Трета светска војна, тоа е нуклеарна војна, војна во која никој не победува, никој не може да победи, и дека е многу поверојатно да има вакви некои прокси војни, како што е во Украина. Го знаат тоа, и Бајден го знаеше,
иако целта на Бајден беше да ја уништи Русија, вие веројатно го прочитавте интервјуто за Le Monde, што го даде Лула да Силва, бразилскиот председател, кој што кажа во долгите разговори со Бајден, Бајден настојал, му тврдел, ние сакаме да ја уништиме Русија, ние сакаме да ја уништиме Русија. Меѓутоа, тоа што сака да ја уништат Русија, тоа и русите го знаат дека Америка сака да ја уништи Русија. И практично тоа беше еден од поводите и причината за војната во Украина. Да не се враќаме назад. Сега, 2014 година, Минските договори, не знам, пресвртот што беше направен, пучот во Украина 2014 со помош на американците. Па потоа војната поддршка, вооружувањето на украинците. Русите цело време тоа го гледа. Тие и гледа всушност што се случува. Па да не забораваме дека Збигнев Бжежински зборуваше дека Украина треба да е слабото место каде што треба да ја отвоиме од Русија, од руското влијание, ако сакаме да ја поразиме Русија. Значи имаше тука многу геополитички фактори и сето тоа доведе до оваа војна. И така што трета светска војна не оди полза никому. За време на студената војна, војното лоби американско работеше, европското војно лоби работеше, се произведуваа оружја, русите се трошеа, па видевме епилогот кој стана кога дојде Реган, Советскиот сојуз целиот пропадна, источниот блок се распадна. Меѓутоа сега ситуацијата не е таква. Сега работите сосем поинаки. Значи не е Бајден на власт во Америка, него на власт е Трамп. Додека е Трамп на власт, ќе се спроведа политиката на, според мене, на нова поделба на светот на сфери на влијание. На сфери на влијание, веќе тоа се заговара во Америка и во експертски кругови, а и се повикуваат на Кисинџер, има една книга негова дипломатија, во која што тој па пишува за Виенскиот конгрес и уште тогаш на Виенскиот конгрес се зборува за поделба на светот на сфери на влијание. Од тука доаѓа и сега нов повик, дали е потребен, да речеме, нов Виенски конгрес и да дојде до, така наречен Виенски концерт, така го викаат, да дојде до нова поделба на светот, значи светот сега е веќе мултиполарен, не е веќе биполарен како што беше, меѓутоа со јасно, да речеме, определени граници. Една да биде Америка, една да биде Русија, трета да биде Кина, четврта да бидат Индија, Бразил, да речеме, тие земји што ги викаат од глобалниот југ, и Европа да биде посебна, значи не Британија, Франција, Германија, него Европа да биде една таква сила, и веројатно сето тоа ќе бара и реформа на Обединетите нации, значи овие Обединетите нации сегашни што се, да се реформираат, да се претворат во ново тело, во кое што ќе доминираат овие неколку пола, да така наречени. Блокови, да речеме. Блокови, да. Тоа е така и се смета дека на тој начин ќе може да се оддалечи светската војна на многу подолг период, за разлика од сега во моментов како што се ситуацијата. Добро, и за крај чисто да завршиме со нашиот регион, знаеме дека сето ова се рефлектира и тука. Тука според сите проценки кои се прават, невралгични точки се Косово, Босна и Херцеговина, се разбира во контекст на Србија. Мислите ли дека тука може да има некакви турбуленции во таква насока? Не очекувам турбуленции во таква насока, затоа што се уште влијанието на големите сили е присутно и во Србија, и во Босна и Херцеговина, и во Косово. И тие се уште ги држат уздите, го држат и Вучич за узда, ги држат и во Босна за узда, и во Косово ги држат за узда. И сега нека па ќе ја пуштат уздата, ќе ги олабаат, па ќе почнат да рипаат, да викаат, да чавкаат, па ќе им ги претегнат уздите, ќе им се закранат, дали со санкции, дали со ова, дали со она. И, значи, кога ќе се одлучи Западот, бидејќи тој е доминантен сега таму, кога ќе одлучи Западот да ги среди работите, ќе се средат. Па дури има сега повици некои, и дури експерти размислуваат за
нов Дејтон. Дали е потребен, да речеме за Босна и Херцеговина, нов Дејтон, затоа што вика не може да се издржи, вика со една влада сојузна, па со една влада федерална, па со 10 кантонски влади, па со 14, не знам таму, сега не знам структурата каква е организацијата, вика, практично тоа вика не издржливо таква држава, не може вика да нефункционална држава вика. И сега вика треба дали сето тоа вика да седнеме, вика да ги направиме, работиме, да се договориме одново. За такво нешто треба да се соберат гарантите на Дејтонскиот договор. Америка, Русија, таму Франција, кој бе, не ми текна више. Тие како седнат, тако се договорат меѓу себе, ќе биде таа работа. Ама тие имаат сега многу поважна работа од Босна, Украина. Да. Нив има најважна сега Украина. Ако можеш некако да ја средат Украина на општ некаков, на општи интерес, а потоа Босна. Затоа што Босна и овие се многу поситен залог и многу полесно решливи него Украина. И тоа значи и за Србија се однесува и за Косово и за Босна и Херцеговина. Да. Добро, Адамчевски, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам на поканата.